Проектиран е ребалансот на буџетот, а неговите клучни сегменти ги соопшти министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. 4,1 милиарда денари за плати, од кои 1,1 милиарда денари за блок дотации кои не биле планирани во основниот буџет. Во дел од институциите имаше планирано плати само за до месец јуни. 5 милиарди денари за исплата на пензиите. Тука морам да напоменам дека планираните средства за 2024 би биле доволни, доколку декемвриската пензија не била реално исплатена во јануари. Вкупните приходи се планирани на 318 милиарди 150 милиони денари, што е за 8,22 милиарди зголемување. Расходите се планирани во износ од 362 милиарди 816 милиони денари, односно на расходната страна имаме зголемување од 19 милиарди 178 милиони денари. Ке се зголемат даночните приходи од сопствени сметки. Ова зголемување е резултат на повисоко остварување на придонесите, а се темели на зголемување на платите во дел од јавните институции, како и очекувањата за раст на платите во приватниот сектор. Инфлацијата е предвидена на ниво од 3,5%, а растот на нето платата за 13%. Во текот на втората половина од годината се очекува понатамошно забавување на растот на инфлацијата, односно стабилизирање на цените на храната и енергенците, како и поумерен притисок од базичната инфлација. При тоа растот се очекува да биде придвижен од домашната побарувачка. На проекцијата на ребалансираниот буџет реагира од СДСМ. Првично од оно што се гледа дека ВМРО-ДПМН не предвидува зголемување на минималната плата и нема мерки и политики за зголемување на платите во секторите, а најавува зголемување на задолжувањето. Тоа не е добро. Стандардот на граѓаните и на работниците треба да се зголемува, а не да се загрозува. Гледаме дека ВМРО-ДПМН од првиот ден бара алиби, дека немало пари во буџетот, пари има за се. Секако СДСМ дополнително ќе го разгледа ребалансот и ќе даде своје мислење.